Спортски поздрав, почитувани гледачи на МНЕТ телевизија. Ново издание од спортскиот магазин Трибина, кој што од неговиот почеток го посветеве на македонскиот спорт, а во рамки на оваа емисија ќе зборуваме, анализираме и дискутираме за она што практично го имавме изминатиот викенд во втората лига, меѓутоа и во третата лига, каде што гледаме доста возбудување пред се во оние региони каде што има голема неизвестност кој ќе биде шампион и ќе игра во баражот за влез во втора лига. Меѓутоа сега најпрво фокусот го ставаме на втората лига и тоа што го имавме изминатиот викенд. МНЕТ телевизија го следев на дерби во Автокоманда, кој што практично донесе минимален триумф, но голем триумф за екипата на Брегалница, за тимот на Владко Костов. Сините триумфираа со минимални 0-1 на стадионот Железарница во Автокоманда, совладувајќи го Скопје во уште еден дерби надпревар за штипските сини, бидејќи претходно пак славе исто така минимален триумф од 1-0 над Охрид на домашен терен, а пак сега над Скопје, што значи дека сините имаат една неверојатна форма, победничка форма, 5 од 5 за Владко Костов, и тоа практично значи дека екипата на Брегалница квалитетно го трасира патот кон шампионска титула, тоа значи директен влез во првата македонска фудбалска лига, што беше стартна цел за штипските сини. Накратко ќе ги изанализираме резултатите кои што ги имаме, па ќе погледнеме еден краток прилог и ќе се вратиме да видиме што ќе донесе се она кое што ќе го имаме веќе овој викенд, а во рамки на 24-тото коло на втората македонска фудбалска лига. Дефинитивно дербито, како што кажав, беше во Автокоманда, минимални 0-1, голот на Никола Талевски го реши надпреворот, Брегалница на своето конто додаде нови 3 бодови. Единствениот надпревар кој што заврши без погодици беше тој во Струмица, каде што Беласица и екипата на Осого одигра 0-0. Ги поделија бодовите, тоа беше дерби всушност за петата позиција на второлигашката табела. Вардар Неготино со минимални 0-1 славеше над Големо Конјери и натаму живеа надежите на Вардар Неготино дека би можеле да стигнат до 11-тото место каде што е Саса, тоа е позиција која што води кон баражот за опстан, меѓутоа реално ќе биде доста тешко. Теоретски и натаму стојат можностите, математички исто, меѓутоа ќе видиме што би можело да се случи ако веќе рударите одат кон потврда на неколку кола пред крајот да бидат сигурни во баражот и преку бараж да ја спасуваат сезоната. Екипата на Шкендија речинува домашен надпревар против Тетекс го одигра на стадионот Маџари на Борис Трајковски и таму славеше со 2-0 над Тетекс. Понатаму она интересен надпревар имаше во Виница, каде што практично Слога и Победа меѓу себе се соочија за прв пролетен триумф. Екипата на Слога Виница со 4-2 беше подобра од Победа, затоа сега Победа останува единствениот тим кој што во пролетниот дел нема позитивен резултат, односно нижи само порази. Понатаму екипата на Преспа поведе, меѓутоа пак на крај преку пресвар доживеа висок пораз од Саса 1-4 и Охрид го доби новаци на домашен терен со 3-0. Ова беа резултатите кои што ги имаме од 23-тото коло на втората македонска фудбалска лига. Предлагам овде да погледнеме еден прилог, една анализа кратка пред сезонот преворот Брегалница со Скопје во Автокоманда, па се враќаме да продолжиме со онаа кој што ќе го имаме за ова издание од Трибина. Нови стадион позади мене во Автокоманда на Железарница. Екипата на Брегалница со минимални 0-1 славеше над Скопје во дерби надпревар на 23-тото коло, дерби кој што може да се покажи клучно и овие 3 бодови може да се покажат клучни за екипата на Владко Костов да биде на челната позиција и да се врати Брегалница во првата македонска фудбалска лига, што беше стартна цел на Штипине на почетокот ова надпреварувачка сезона и цел која што Владко Костов ја постави пред себе кога дојде на кормилото на Брегалница. Ова победа е клучна, иако има уште доста да се игра кога е во прашање втората македонска фудбалска лига. Уште многу дерби надпревари, уште соочување помеѓу оние 4 водечки екипи за првото место. Бидејќи само првата позиција води директно кон на првата македонска фудбалска лига, вториот и третиот тим ќе морат по потешкиот пат преку бараж да барат влез во првата македонска фудбалска лига за следната надпреварувачка сезона. Има уште 7 кола до крајот, уште 21 бод во игра, а ќе видиме што ќе донесе до крајот сето тоа. Брегалница останува на врвот со 52 бодови, колку што има екипата на Охрид и Шкендија рачинува, и она што го анализиравме претходно, една победа те носи високо на табелата, во случајот тоа е Брегалница, а пак еден пораз те спушта ниско на табелата, во случајот тоа е Скопје кој што заврши на 4-то место со 50 бодови. Во следниот период ќе анализираме и ќе гледаме што практично ќе донесе втората македонска фудбалска лига. За разлика од претходните сезони кога
фокусот беше во долниот дел на табелата, кога се водеше борби кој ќе го избори опстанокот во втората македонска фудбалска лига. Сега имаме сосема спортивна слика, а тоа е дека фокусот е во горниот дел на табелата, а тоа е кои екипи ќе патуваат кон првата лига, односно која екипа ќе има директен влез, а кои две ќе играат бараж за можен влез во првата македонска фудбалска лига. Во долниот дел од табелата на втората лига се е јасно, ги имаме екипите кои што ќе испаѓаат, ги имаме екипите кои што ќе играат бараж, а сега останува фокусот да го имаме кон врвот од табелата во втората македонска фудбалска лига. Ете така, како што слушнавте она што го анализиравме и веднаш по надпреворот за спортските вести на Емнет телевизија, кажавме дека победата е многу клучна, важна за екипата на Брегалница, пред се затоа што го доби и Охрид, па со Охрид има подобар меѓусебен дуел, има и подобар меѓусебен дуел и со екипата на Скопје, бидејќи на домашен терен со 2-0 славеше Брегалница, а таму со 0-1 подобар меѓусебен дуел. За сега барем бидејќи Брегалница славеше над Шкенди Рачино во гости, а Шкенди Рачино ќе гостува во Штип, каде што и Реми и Триумф ќе биде секако подобар меѓусебен дуел и за екипата на Брегалница. Во секој случај веќе Брегалница барем тука го трасира тој пат и ќе биде во голема предност ако евентуално дојде ред да во последното коло практично имаме изброј на бодови помеѓу овие 4 екипи кои што конкурираат за влеса во првата македонска фудбалска лига. Предлагам овде сега да ја погледнеме и табелата со цел да имате појасна слика практично за онаа која што ќе го зборувам, бидејќи всушност така биде полесно за да имате и пред вас една слика за тоа што всушност се случува во втората македонска фудбалска лига. Охрид, Брегалница и Шкенди Рачино со по 52 бодови го делат првото место, односно овие три екипи се израмнети во врвот. Она што го спомнав и претходно во анализа за надпреворот од Автокоманда, гледате дека една победа ја носи екипата многу високо на табелата, во случајот еве Брегалница кој што заедно со Охрид и со Шкенди Рачино го делат практично врвот. Еден пораз може тимо да го спуштите, гледате на самата табела каде што Скопје сега на четвртата позиција со 50 бодови. Ништо овде не е загубено за никој од овој тим, ништо не е сигурно, бидејќи одново веќе следното коло може да направи одредена промена, бидејќи еден од било кој од овие екипи, ако киксне, може да се случи одредена промена. Спомнавме ево ги Охрид, Брегалница, Шкенди Рачино со по 52 бодови, четврта позиција за Скопје 50 бодови. И сега веќе доаѓа тука зона каде што веќе екипите го потврдуваат опстанокот. Тука е екипата на Беласица, Осогово, Детонит, Плочковица, Новаци, кои што сега пак им предстои една остварување на друга цел, а тоа е што повисок пласма во случајот борба за петата позиција. Токму Беласица на петата позиција, 45 бодови на своето конто, шести е Осогово кој што има 43 бодови, Детонит Плочковица седми 41 бод, а пак екипата на Новаци го има осмото место со 40 бодови. Само 5 бодови е разликата помеѓу овие екипи, така да до крај борбата ќе биде секако за што повисок пласман на самата табела, за престиж практично кажано. Сега ги имаме и оние три екипи кои што ќе играат во баражот за опстанок во втората македонска фудбалска лига. Тоа се три екипи кои што веќе ги имаме потврдено. За некоја коло тоа ќе биде и официјално и математички. Екипата на Кожев од Гевгелија, која што ја води штипскиот тренер Иван Варадиновски. Претходно него спомнавме само резултатот на преворот помеѓу Детонит Плочковица и Кожув. Детонит славеше со пресврт над Кожув 3-2, штипски двобој на двајца тренери. Горан Здравков излезе тактички подобар од Иван Варадиновски. Со овој триумф Детонит Плочковица го потврдува опстанокот, а пак Кожув после овој пораз го испушти последниот во трката за директен опстанок, што значи дека тимот од Гевгелија како девети со 32 бодови во моментот ќе игра бараж за опстанок во второлигашката конкуренција. На 10-то место Тетекс 30 бодови, 11-та позиција држи Каменица Саса со 28 бодови. И она претходно што го спомнав, сега можете да го воочите на самата табела. Саса, Вардар, Неготино, разликата помеѓу овие две екипи е 10 бодови, во игра се 21 бод, меѓутоа колку и да Вардар Неготино победува, толку треба да губи и Саса, што ќе биде доста тешко тоа во самиот практичен дел, ако можем така да речем, на самите надпревари. Прес постанува на 13-та позиција со 12 бодови, веќе овие екипи се веќе завршени. Слогавиница и екипата на Победа 14-то и 15-то место по 11 бодови. Слогавиница мрна на позиција погоре на табелата после победата над Прилепскиот тим, и Големо Конјери последен со 7 бодови, и официјално и математички Големо Конјери веќе е испаднат од лигата. Во следното коло Победа и Слогавиница
испаѓаат во трета лига и потоа веќе оди преспа кон испаѓање, останува потоа да се потврди и официјално и математички да испадне и Вардар Неготино во трета лига. Така да ево официјално веќе Големо Коњери е испаднат во трета лига Југ за следната сезона и ова беше само една епизодна улога. Меѓутоа нешто треба да го спомнеме кој е тим е тоа што навистина покажаа дека и со скромен буџет, пред се затоа што ти нема некој генерален спонзор, не стои позади нив локална самоуправа која што би дала неколку милиони во буџет да инкасира во овој клуб за да може да се надпреварува, скромно со донации, со спонзорства, со собери помеѓу самите жители на прилепското село Големо Коњери, клубот ја исполни својата мисија со тоа што успешно се надпреваруваше, можеби резултатски не беше успешен, меѓутоа на друг начин тие покажа дека се успешни пред се со оние активности кои што мора да ги исполнат, како што беше реновирањето на самите субликувални, санација на терен, поставување на монтажна трибина за да имаат простор да се надпреваруваат во втората лига. Од друга страна покажа дека го сакаат фудбал со полни трибини и секако последен таков случај беше кога се играше тоа прилепско дерби, Големо Коњери со 2:0 ја доби победа пред преполни трибини над илјадници посетители, што уште еднаш потврди дека ова населено место, односно Големо Коњери, живее за фудбалот. Она што го носи самата табела. Одеме со практично она што ќе го имаме веќе во следното коло и што ќе може да следите на Mnet во сабота преку директен пренос. Еве, ексклузивно откриваме дека во сабота од 15 часот и 30 минути ќе го следите надпреворот од Кочани. Шкендија Рачиново гостува во Кочани против Осогово. Ова ќе биде дуел на две екипи кои што се соочија минатата сезона и во баражот. Тогаш екипата на Шкендија Рачиново славеше во тој бараж во Кавадарци, успеа да влезе во од трета во втора лига. Осогово подоцна преку ждрепката имаше среќа да остане во лигата, меѓутоа се покажа по откажувањето на Беса дека всушност сите шампиони во трета лига имаа среќа да се надпреваруваат во втора лига, потоа последно место го пополни Преспа од Ресен. И сега интересно што статистички ако гледаме и ако анализираме, овој надпревар е дефинитивно дерби на колото, можеби најпривлечен надпревар за следење, иако таков ќе биде и Новац и Скопје. И сега ако погледнеме што практично донесе или што практично може да очекуваме, екипата на Шкендија Рачиново е со учинок од 4 победи и 1 реми. Тоа реми без погодоци против екипата на Беласица 0:0 на домашен терен. И сега интересно е тоа што на овој 5 надпревари екипата на Шкендија нема примено погодок. Што значи има Антонио Столевски, голман на Шкендија Рачиново, чиста мрежа и токму поради тоа тимот на Берат и Мери заедно со Охрид има најдобрата одбрана со по 12 примени погодоци. На тој начин сега всушност тимот е влезен во една победнички ритам, ако можам така да кажем, и дефинитивно екипата од Рачиново ќе продолжи понатаму да напаѓа за прва позиција, директен влез во прва лига. Од друга страна пак Осогово покажува практично на дело со резултати дека игра допадли фудбал и дека оваа генерација на фудбалери кои што пред се млади фудбалери, недополнети со неколку искусни фудбалери, знаат како да се носат со сите второлигашки предизвици. Поучено на инатото кога минатата година играше и бараш Осогово, го загуби тој бараш, меѓутоа среќата беше на нивна страна преку ждребот. Минатите сезони постојано беше Осогово околу бараш позиција до последна коледна сезона заедно со Саса воде битка, па на крај успеа да се спасат директно кога победа играше бараш зопсно, па солдувајќи го Куманово победа се спаси таа сезона. Еве сега Осогово докажува како може да се организира еден тим со скромен буџет, не многу голем, да може да парира и да биде дури во ситуација сега, еве како што спомнавме претходно, да се бори за пета позиција, што ќе биде голем успех за екипата од Осогово, за популарните жетвари на Крсте Крстев. Така да овој надпревар ќе го следиме во живо на Mnet телевизија сабота од 15 часот и 30 минути. Осогово на домашен терен против Шкендија Рачиново во битка каде што сега Шкендија Рачиново има потреба од бодови за прва лига, а пак Осогово сака триумф за да може да нели биде пети на табелата. Од друга страна мора да го потенцираме фактот што екипата на Осогово, особено кога игра против фаворити за прва лига, знаете како да игра. Случајот таков беше со Детонин Плачковица кој што го надигра резултатски во Радовиш, 4-2 беше триумфот, односно 2-4. Од друга страна пак Осогово славеше Среде Штип над Брегалница со 0-2, исто така на домашен терен го доби и Охрид со минимални 1-0, тога стрелаше Стојанчо Велинов. Имаме триумфа над
Беласица токму на тој терен во Кочиње, па 0-0 против Беласица во Струменица на второто нивно меѓусебно соочување ова сезона, покажува дека тимот на Осогово може да се носи со овие големи и поквалитетни екипи кои што ги имаат, нели, ако можеме така да кажеме, пред се и буџетски доста постабилни и со многу поголеми финансии во своите клупски каси. Од друга страна, што може да очекуваме во рамки на 24-тото коло? Јас спомнав уште еднаш дека покрај надпревар ќе има уште еден интересен надпревар кој што ќе привлече фокус, тоа ќе биде надпреварот помеѓу Новац и Скопје. Од причина што Новаци можеби во овој пролетен дел имаше неколку мини резултатски кризи од кои што успеа да се излече, меѓутоа има квалитет да парира на сите екипи во шампионатот. Тоа го докажуваше во изминатите, особено во тој есенски дел од шампионатот, така да екипата на Новаци до крајот останува да се бори за што повисок пласман, во случајот тоа ќе биде петото место, а пак тимот на Скопје го очекува еден навистина тежок предизвик да се дојде до триумф за експресно враќање на победничките патеки, бидејќи реми и пораз ќе го оддалечи тимот од Автокоманд од водечките три екипи на самата табела и ќе биде навистина искомплицирана ситуацијата за Скопје, бидејќи пак Брегалница речиси сигурно ќе ги има подобрите ова коло. На домашен терен во Штип доаѓа веќе испаднатиот новиот третолигаш Големо Конјари, тука веќе сите математики се решени, така да нема ништо многу да се анализира, сигурна победа, прашање ќе биде само со каква разлика ќе биде таа победа, така да трите бодови на контото на Брегалница и Брегалница ќе чека кикс на Скопје, на Шкендија рачинувам, но и на Охрид кој што ќе има едно незгодно гостување во Македонска каменица против екипата на Саса. Така да тоа ќе бидат надпреварите кои што може да донесат некои промени во самата табела. До некаде се очекува лесна задача и за Кожув, кој што ќе игра против Слога Виница на домашен терен. Беласец исто така со лесна задача во Прилеп против веќе отпишаната победа и Тетекс на домашен терен против Преспа. Ова ќе бидат двојките, ова ќе бидат надпреварите практично за 24-тото коло и што може да донесат, така да ете уште еднаш ќе потенцирам дека ќе го следиме надпреварот во Кочани, Осогово, Шкендија Рачиново во дерби надпревар, каде што практично Шкендија Рачиново ќе има навистина еден тежок испит, како што ќе има и Осогово кај Новаци, додека пак Брегалница уште еднаш ќе потенцирам, ќе чека кикс на било кој од овие, вклучувајќи и Охрид, за да биде осемен лидер на табелата. Вака првата позиција Брегалница дели со Охрид и со Шкендија Рачиново со по 52 бодови, до крајот основното уште 21 бод во игра, што значи дека новиот шампион на втората македонска фудбалска лига не може да има повеќе од 73 бодови. Ако до некаде овие три водечки екипи направат било каков кикс, тогаш може да имаме нов шампион на втора лига и со помалку од 70 бодови. Така да до крајот ќе видиме што ќе се ова донеси, што може да очекувам, бидејќи екипата на Брегалница е во нешто подобар распоред, затоа што со Шкендија Рачиново го игра дербито на домашен терен, незгодно ќе биде гостувањето во Кочиње кај Осогово и она во Радовишка и Детонит Плачковиц. Меѓутоа тоа ќе го анализираме во следните изданија на спортскиот магазин Трибина. Ова беше во дел кој што го имаме за втората македонска фудбалска лига, меѓутоа сега фокусот ќе го ставиме и кај трета лига, меѓутоа пред и да започнеме со анализата на третата лига и што ќе може да очекуваме кај третолигашите, накратко само ќе спомнеме во делот на листата на стрелци, односно кои се најдобрите стрелци во втората македонска фудбалска лига и што практично нели ке не очекува кога е во прашање и ова борба за тоа кој да биде најдобар стрелец во втората македонска фудбалска лига за актуелната сезона. Фудбалерот на Скопје Виктор Ангелов со 16 погодоци натома најдобар стрелец, тој не успеа да запише погодок кај минатото коло кога неговиот тим загуби од Брегалница со минимални 0-1. Штипјанецот Иван Глегоров кој што го носи дресот на Охрид е на делба на втората позиција заедно со Азис Јамињо Тетек со по 14 погодоци. Овие двајца фудбалери по 13 погодоци имаат Сашо Дуков од Детонит Плачковици и Стефан Јовановски од Новаци, а по 11 погодоци имаат Фикрет Ливорек од екипата на Шкендија Рачиново и Тони Мичковски од екипата на Детонит Плачковици, со тоа што треба да се напомне дека дел од овие погодоци Мичковски ги постигна кога го носеше дресот и на Саса пред и да замине да настапува за Детонит Плачковица. Тука е Филип Димовски од Согово 10 погодоци, Антонио Колановски најдобар стрелец на Охрид со 9 погодоци, Костин Капсаров најдобар стрелец на Брегалница со 8 погодоци, меѓутоа и Капсаров дел од тие погодоци ги постигна претходно за екипата на
Беласица, односно во есенскиот дел. Во однос на акумулираните жолти картони, Брегалница нема да може да смета на еден фудбалер на надпреворот против Големо Коњери, така да Даниел Карчевски го пропушта надпреворот. Владко Костов исто така поради 5 жолти картони, односно тој е шефот на стручен штаб, нема да може да биде долу на клупата. За тимот на Кожов нема да настапи Ристе Лембовски, за Тетекс тоа ќе Меритон Сали. Останатите екипи, барем кога е во прашање, нели жолтите картони ќе идат комплетни, освен ако не се работи за некоја повреда или некој друг проблем. И сега одиме со онаа кој што го имаме во третата лига и што може да очекуваме во третолигашката конкуренција. И какви ќе бидат шансите пред се и каде ќе имаме најголема борба, бидејќи по полека некаде ни се филтрираат. Ќе стартуваме од трета лига Југозапад, овој регион кој што остана само со 9 екипи, на врвот ни е Влазними 25 бодови на своето конто, второ Славија од Мешеишта 23 бодови, со по 22 Могила и Карорман го делат третото место на табелата. Помеѓу овие 4 екипи ќе биде борбата за тоа кој да биде шампион и да игра бараж за влез во втората македонска фудбалска лига. Овие 4 екипи се израмнети за разлика од другите региони каде што имаме нешто веќе некоја филтрација на најчесто две екипи кои што се оставени до крај. Камјани е лидер во трета лига Запад, овој тим има 37 бодови на своето конто, Влазерими од Кичево е втори на своето конто, има 35 бодови, меѓутоа треба да се напомне дека тимот од Кичево има надпревар повеќе во однос на лидерот, кој што доколку Камјани го добие, во тој случај ќе зголеми бодовната разлика на 5 бодови. Влазерими знаете тим кој што во изминатите сезони беше дури 2 пати во низа шампион, играше бара со Башкими, со Борец, ги загуби тие баржи и остани ден денес да биде во трета лига и она нели она финален надпревар на кој што надпревар преку бараж води е тоа што знаете, гледате како цела сезона сте лидери и можеби нема да имате пораз, на крај доаѓа тој бараж надпревар и може цела сезона да биде срушена овде, односно пак да бидете дел од третолигашката конкуренција. Кога зборувам за трета лига Југ, тука Борец е на врвот, Велешен има 49 бодови во однос на Превалец кој што е втор со 43 бодови, меѓутоа Превалец има надпревар помалку кој доколку го добие, тогаш има 46 бодови и ќе има 3 бодови негатива од Борец, па до крајот помеѓу овие две екипи ќе биде битката, затоа што другите екипи веќе како Венец кој што е трет со 37 бодови имаат голема бодовна разлика од поранешниот прволигаш Борец кој што оваа сезона цели сака да се врати експресно во втора лига откако минатата сезона испадна од второлигашката конкуренција, така да тоа е она кое што го имаме во овој дел на трета лига Југ. Ни останува трета лига Север и овде многу работи веќе се решени. Битката ја водат Евромилк од Горно Лисиче и БВК Коњари, со тоа што популарните лисици од Горно Лисиче се на врвот со 52 бодови, а БВК Коњари е втор на табелата и има 47 бодови, на третата позиција Аеродром со 40 бодови, а пак екипата веќе тука станува таа разлика Куманово 34 бодови и веќе тие екипи немаат реални шанси да се бидат нели да се носат со можноста да направат било какво изненадување. Останува Евромилк и БВК Коњари фокусот помеѓу овие две екипи за тоа кој да биде шампион и да игра во втора лига следната сезона. Нормално ако го помине второлигашкиот бараж. И сега битката во трета лига Исток за тоа кој да биде шампион ќе биде можеби највозбудлива, најинтересна. Ова го прави фактот што всушност имаме Рудар и екипата на Светлост од Зрневци кои што се откажа од надпреварување, овозможи да во секоја кола има две екипи слободни, екипи кои што имаат помалку одиграна надпревара, кои што треба да ги одигруваат во следните надпревари. Тука се јава простор за можни калкулации, да се надеваат одредени екипи на кикс на конкуренти и така натаму. На врвот е Овче поле кој што има 37 бодови. Втор е тимот на Победот во Ландо 29 бодови. Сега разликата е 8 бодови, меѓутоа екипата од Валандово има 3 надпревари помалку, кој доколку ги добие тие 3 надпревари ќе има 38 бодови, всушност бод повеќе, па во тој случај Победа Валандово ќе биде прва, Овче поле ќе биде втор. Ова значи дека сега Овче поле се надева дека победа на овие 3 надпревари кои што ќе направи било каков кикс, дали ќе биде рем или пораз. Од друга страна пак Победа Валандово се надева дека ќе ги добие тие 3 надпревари, ќе избие пред Овче поле и секако нели до крајот ќе гледа да го сочува тоа прво место. Екипата на Хоризонт Турново е на третото место, 28 бодови, Ударник е четврти со 26 бодови, со тоа што сега пак Ударник има надпревар помалку во однос на екипата на Хоризонт Турново, дури 2 помалку во однос на Овче поле. И сега гледате и тие можности, нели,
проблеми кои што сега се јавуваат практично со тоа што некои екипи имаат помалку директни надпревари, па сега ќе дојде простор да чекаме за да можеме да имаме појасна слика што е како ќе биде. Во секој случај овде фокусот реално е Овче поле или Победа Валандово, кој од овие две екипи ќе игра бараш. Екипата на Овче поле во сезона 2020-2021 во тој бараш надпревар кој што го следевте во живо на телевизија, играше бараш од кој претходно стана шампион на трета лига Исток, играше бараш против Арсими, го загуби убедливо тој бараш надпревар. Арсими сега игра во прва лига, се бори таму за опстанок во прволигашката конкуренција, од друга страна пак екипата на Овче поле и натаму тапка во место, и натаму е во трета лига Исток, и натаму борба за тоа дали Свети Николе после долги години ќе гледа второлигашки фудбал, или пак можеби тоа ќе биде екипата на Победа Валандово, која што некаде ми се чини скоро веќе 10 години како последен пат играше во втора лига Исток, кога Експрес исто така испадна во трета лига. Така да фокусот ќе биде овде, се останато веќе накратко ќе спомнам за оваа табела. Екипата на Брегалнец од Делчево, која што има на 5-то место 18 бодови, Тиверија од Струмица со нешто подобра игра во пролетниот дел успеа да стигне до 6-та позиција 16 бодови, Карбенци е 7 со 14 бодови, Малеш од Берово е 8 со 9 бодови, Доиранско езеро е на 9-то место со 6 бодови. Сега долу на самата табела ги има формула веќе откажените, тој Рудор од Провиштип како 10 со 2 бодови, Светлос од Зрновци со минус 5 бодови. Штета голема тоа што Рудор всушност се откаже од надпреварување и што нема да може да се надпреварува, и штета за еден таков град да нема фудбал барем во трета лига во сениорска конкуренција. Исто така штета и за Зрновци кои што остана без сениорски фудбал, од причина што таму теренот беше запустен, немаше фудбал долги години после згастувањето на Зрновка. Се успеа тој терен да се поврати во функција, се возобнови клуб, Светлос се активираше, меѓутоа не за долго, затоа што на крајот Светло се откаже, Рудор се откаже на прварување, практично сега екипата, односно трета лига Исток остана само со 9 екипи. Ова беше генерално кој што го имаме во случувањето кои што ги имаме и во трета лига. Накратко ќе спомнеме во делот на првата женска фудбалска лига и што може тука да очекуваме до крајот. Какви ќе бидат комбинациите, бидејќи веќе знаете дека екипата на Скопје со 60 бодови веќе дефинитивно е нов шампион на Македонија. Љуботен после триумфот во рамки на 21-то коло од 4-1 над САСА, најави крај на една ера, згаснува оне голем фудбалски бренд во женскиот фудбал во Македонија. Барем како што истакна во соопштението од клубот од Тетово, кој што е шампион од минатата сезона на Македонија во женска конкуренција, дека тој бил надпревар последен со Интернационал, ќе изгаснува еден ваков бренд. Во однос на самата табела, Скопје е прв со 60 бодови, Тиверија е втора 45 и Статов трет 44 бодови, Љуботен е четврти 43 бодови, САСА пета има 36 бодови, АС Юнајтед е шести со 34 бодови, веднаш Пресек, дебитантот од Вардар е седми со 15 бодови, Речица 8 11 бодови, во зоната за опстанок Кочани со 7 бодови и на дното е Топгол со 4 бодови, така да веќе сите работи се јасни, ќе биде битката меѓу Тиверија и Статов Љуботен зашто повисок пласман всушност кој да биде вице шампион, да биде втор, а Кочани и Топгол ќе бидат битката за тоа кој да биде предпоследни преку Бараша да ја спасува сезоната до крајот. Низ уште 7 бодови во прва женска фудбалска лига, додека пак во втората женска фудбалска лига Конзули перфектни, дефинитивно ќе биде нов прволигаш од следната сезона. Битула, ако евентуално Топгол од Битул испадне, Конзули ќе влезе во прва лига, Битула и следната сезона сигурно ќе гледа прволигашки фудбал во женска конкуренција. Вториот тим на Билјан Изворот Охрид се подготвува да игра бараш дали против Топгол, дали против Кочани. Трета позиција веќе тука Порече, следува екипата на Слободен, па ни доаѓа екипата на Плачковец од Радовиш и Борец од Велес, така да само 6 екипи имаме во втора женска фудбалска лига. Така да сега е репрезентативна пауза, следното коло во првата женска фудбалска лига го носи Љуботен АС Юнајтед над преворот, Топгол Тиверија, ова ќе биде соочување во Купот на Македонија, бидејќи Тиверија ќе игра против Топгол во полуфиналето од Купот на Македонија во женска конкуренција, рече се сигурно Тиверија ќе се пласира во финалето, а пак другата полуфинална двојка е Љуботен со Каменица САСА,
така да ќе видиме што тој дуел ќе донесе, особено после она изјава, нели, она соопштение од Тетовскиот клуб кој што рече дека нели ќе настапи, тоа е после надпревар практично со интернационалки, во каков состав, каков изглед ќе биде љуботен и дали тоа ќе биде на лесна задача пак сега за да може САСА да се избори за влез во финалето и да закаже финална пресматка со Тиверија. Во однос на 22-то коло, Кочи на домашен терен ќе игра со лидерот Скопје, Речица против Вардар и Каменица Саси Статов дерби на 22-то коло. Ово беше се, почитувани гледачи на Емнет телевизија на спортскиот магазин Трибина кој што го подготвивме. Секако сабота 15 часот и 30 минути следете Емнет затоа што имаме директен пренос од Кочини, 24-то коло на втората македонска фудбалска лига Осогово против Шкенди Рачино. До тогаш и до следното издание на спортскиот магазин Трибина, спортски поздрав.